Финансирањето на услугите во локалните средини кај што живееме и работиме зависи од општинските буџети, од начинот на кој тие се алиментираат со своји изворни приходи и сосема е сигурно дека значаен дел од пополнувањето на буџетите доаѓа преку котациите на извршната власт, пред се на владата, со трансфери на извесен дел од приходите. Кога се работи за финансирање на локалната власт, важна компонента е процесот на така наречената децентрализација. Значаен дел на членките на ЗЕЛС предупредуваат дека не им се доволни парите и изгора на тоа имаат едно решение кое сега во овој момент е во фиока, стратегија како да се изврши пренамера на дел од приходите од ДДВ и изголемување на учеството на ДДВ-то во општинските буџети. Но оваа тема, овие 2 дена предизвика реакција и сознанието кое на одреден начин е прилично симптоматично. А тоа е дека во една од приградските скопски општини, која е прилично голема, тоа е Арачиново, не се наплаќа данокот на имот. Тоа премиерот Заев го објаснува дека тоа е релативно сиромашна општина, дека е потребно да се инвестираат во инфраструктурните објекти, но основната работа на Запад е да платиш данок, па да имаш статус и да имаш доверба во локалните власти. На ова се накалем едно истражување кое го прави реномираниот Центар за граѓански комуникации и Герман Филков од таму доаѓа. Филков, пред се, кажете ми каква е динамиката на наплатата на изворните приходи на општините и каде има, да речем условно, застој, заради што се неопходни прилично големи котации, прилично големи донации, например, од централната власт? Ова е многу сложено прашање и многу важно прашање од едноставна причина што општините, ако сакаат утре да излезат и дел од нив земаат кредити од странство, за кои што нели гаранција јавува повторно државата, Министерството за финансии, мора да покажат дека располагаат на еден солиден начин со своите приходи и расходи, имаат добра евиденција, прибираат даноци и така натаму, значи финансиски им се средени, да кажам, работите, како еден услов да можат да добијат кредити, па уште и малку поволни, да кажам, каматни стапки, па се одредува нивната кредитна способност и така натаму, тоа е долго прашање. Сите оние кои што се ценат на овој начин општини, прво им се проверува како се однесуваат со овие изворни приходи. Значи, данокот на имот, ова специфично зборувам за данокот на имот само на имотот, значи на вредноста на имотот, бидејќи имате данок на тука подароци, данок на наследство и тие се локални давачки, како даноци на имот во поголема ставка, меѓутоа незначителни се другите износи. Овдека општините, тоа што истражувањето го покажа, освен овие некои за кои што и ние не бевме свесни, нели, кога тргате во истражување, не знаете, вие имате хипотеза, меѓутоа не знаете на крајот што ќе се случи, се покажа дека општините овдека просечно се успешни околу 80%. Значи, уште просечно зборам, 20% не можат да донаплатат од овој данок. Сега, што покажа истражувањето како други аспекти? Покажа дека општините немаат баш некоја ажурна евиденција околу овој данок. Некои општини не го делат на приватни и на правни лица, односно на физички и на правни лица, на луѓе и на граѓани. Некои општини имаат увид кому издаваат решение, немаат увид дали од тие истите ги примаат парите. Туку само примаат пари за издадените решенија, така што не можат таа динамика на редовност во плаќањето да ја следат. Арачиново не ни издава решенја, нема служба, нема евиденција, велат, не воспоставиле, да кажам, на овој начин. Повторно ќе кажам, за некои општини, еве како Арачиново или некои други, повторно ќе бидат во редот на помалите, не дека од овој данок ќе приберат кој знае колкава сума, меѓутоа покажува однос на општината кон своите пари, кон своите граѓани. Од друга страна, граѓаните
како ќе знаат, како ќе бараат повеќе од општината, ако не чувствуваат дека и тие придонесуваат и тие плаќаат. Ако кога купувам во продавница лепи млеко, тој данок не го гледам дека го плаќам. Овој данок е директно одиш во банка или од својата сметка плаќаш директно на општината некаков данок, данок на имотот во кој што живееш. Има контроверзија околу наплатата на данокот на имот. Рачино е една приказна, меѓутоа, например, малку се наплаќа данок и со евиденција во Студеничани, во Ростошите. Наспроти тоа, например, прилично мали општини според вашиот извештај, пред се тука Росоман, па и Ресен, која е релативно богата општина, се најмалку успешни во прибирањето на имотот. Тоа сето зборува дека, например, општина Центар, вие тврдите дека собира околу 2,5 милиона евра годишно данок на имот. Тоа не е единствениот извор за финансирање на општините. Не забораваме, тука се и комуналиите и сите други. ДДВ дел. Но сите главно во овие услови, а и пред тоа, значаен дел на потпора бараат во трансакциите и трансферите од централната власт. И тоа има дел обврзителен, но има еден прилично симптоматичен дел. Пред 3-4 години оваа влада направи трансфер на околу 50 милиона евра за да се елиминира или да се запре процесот на задолжување, презадолженост на општините. Сега има повторно таков налет. Но тоа има една добра страна за стабилизирање и една друга која праќа лош абер. Секој што е недисциплиниран и неконтролиран во трошењето, речиси понекогаш е добродетел. Тоа е едно од клучните прашања во последниве години и се поставува во јавноста и јавноста е огорчена околу тоа. Како што сега владата најново со една одлука во декември ги услови општините за да им даде пари за проекти, да мора да ги објават оние информации од јавен карактер според законот за слободен пристап во членот 10, практично да ги објават сите информации за своето работење и нема да даде на тие општини што нема да ги објават. Мислам дека за жал не сум приврзаник на репресивните мерки од тој тип, меѓутоа за жал мислам дека ниедна помош понатаму на општините не треба да биде да кажам амблок само дадена, мора да биде условена со цврста финансиска дисциплина од страна на општината прво. Значи не може општина да издава решение и од нив да прибира 30% и да е окей со тоа. Ја лично мислам, Герман, дека пред локални избори нема маш премиери, нема било кој политичар кој тоа сега ќе го преземе како не репресија, туку како опомена. Како опомена, мора и кога го споменавте со парите што им беа дадени за да ги вратат старите долгови. Секоја општина, ако одите и разговарате со луѓето што се подолго во општините, не овие градоначалници што се менуваат на 4 години, ќе ви рече па тоа е од еден проект не знам каков, па тоа е од едно предпријатие, па тоа не заглави не знам кој, не заглави не знам овој. Се додека секоја општина не сме сигурни дека не по нејзина вина е тој долг или тоа лошо работење, или да лоцираме каде, не треба да добие никаква помош на тамошна. Мислам, грубо звучи, меѓутоа треба луѓето да сватат дека ако ние постојано ги надополнуваме дупките, а нема одговорност зашто станала таа дупка, охрабруваме ново, да кажам, можеби нерационално работење, коруптивно работење, дека нема да биде казнето. И луѓето се окей со тоа. Тие создаваат прилично негаторски однос кон своите зафати и од фактот дека, например, ако вака, да речем условно, негрижливо вода сметка за собствените извори на финансирање, не мислам дека би можеле да добијат повеќе од ДДВ-то да остане во општините, ако не се транспарентни, ако нема увид на што се трошат парите. Тоа е есенцијата на транспарентноста. Но има едно друго прашање кое е прилично важно за финансирањето на општините. А тоа е дали општините може да бидат оспособени на начин на кој ќе бидат податливи за настапи на финансиските пазари, да земат кредити за важни процеси и за тоа да ги убедат своите сограѓани дека за тоа треба да се зголеми некој процент данок од некој друг издаток. Дали мислиш дека
ние немаме филозофија на децентрализацијата. Децентрализацијата е тешка тема. Мислам дека во моментов се соочува со криза кај нас, дека тој романтичарски период помина од неколку години, дека сега свативме што значи, дека тоа значи многу работа, дека тоа значи дека ингеренциите се и обврска за општините, не се само привилегија, и дека сите граѓани прво на удар како граѓани ни доаѓа општината. Може би јас нема да одам во никое министерство во животот да сретнам министер, меѓутоа со општината имаме почеста интеракција. И за ова што го споменавте, многу јас само знам проекти што имале странските организации, пред се Светската банка тука, мислам дека и Швајцарската агенција за развој, кој што Американската агенција за развој, токму да ги оспособат општините за солидно финансиско работење. Токму за ова. Значи да знаат од каде им доаѓаат приходите, каде им одат расходите, секој момент да ја знаат финансиската слика за општините. Вие имате општини, за жал, што должат со години, па ги префрлаат долговите од една во друга година, па не се книжат некакви, да кажам, обврски од подолгорочни кредити, само тековно годишно и така натаму. Тие општини, морам да кажам дека мој став е дека не секоја од овие сегашни 80 општини и градот Скопје треба да биде општина со сите овие капацитети што сега ги имаат. Може треба да се размисли да останат поголемите, а другите не да се расформираат, меѓутоа дел од своите надлежности да пренесат на соседните големите општини. Тоа е врзано општини. со идејата за регионализација, за двостепеност на локалната самоуправа. Мислам дека ако нема оделение Рачиново, има оделение Газибаба. Илинден наплатува многу одлично денешни даноци. услови на дигитализација е срамота да не направиш евиденција, да речем услови до толку повеќе што во катастар е веќе направена шемата на располагањето на имотот. Па има општини со 9 вработени, а треба 7 направат. Герман Филков... И тие не може да бидат, да кажам, на еден начин толку ажурни. Герман Филков, гостин во утински брифинг од Центарот за граѓански комуникации. Разговараме за финансиската подкрепа и конструкциите на општините. Ги спомнавте едукациите на Светска банка, Европска банка и на други донатори. Меѓутоа ми се чини дека се покажа дека општините немаат капацитет за аплицирање на финансискиот пазар за издржани комунални проекти. Се покажа дека една линија која имаше Македонија од Европска или Светска банка 90 милиона, остана речиси неискористена, па владата мораше да бара пренамена, затоа што во општините нема каптажа на луѓе, креативци кои може да ги пополнат едноставно формуларите и да осмислат проекти. Тоа е проблем, особено во помалите општини, повторно ќе кажам. Тоа е општ проблем во државата. Мислам дека ако нешто ни недостига во оваа земја, тоа е работна сила. Ние ако имаме невработеност, меѓутоа имаме недостиг на работна сила. Ќе ја споменам повторно Светската банка, која што пресметува дека само во земјоделството денеска на Македонија недостигаат 30.000 работници. Само во земјоделството, за да може да стане попродуктивно, извозно ориентирано и тие субвенции да вродат со плод. Исто е во општините. На вистина платите таму се сериозно мали, на вистина, да кажам, лимитите се големи за напредување во кариерата. Може да дојдете до одредено ниво, не знам, раководител на сектор, на оделение, и тоа е тоа. Максимумот може да го стигнете за неколку години и значи тоа се делува дестимулативно. Понатаму не сакам да звучам претенциозно за младите и возрастните луѓе, јас самиот сум нели веќе повозрасен, меѓутоа мала е привлечноста кај општините за млад кадар, кој што знае англиски, германски, француски, кој што знаат компјутери, IT, кој што би можеле да се искористи паметот на повозрастните и да се аплицира на проекти. Со Горас бевме у Бугарија и Хрватска и таму меѓу другото ова го проучувавме. Бугарите и хрватите го направи истиот рецепт, формира think tank организации како вашата, која ќе работи исклучиво
на проекти на аплицирање на локалните власти. И тоа мислам дека Има и кај нас може да биде една кумулативна енергија. Има и кај нас случаи, има и проекти на истиве што ги спомнав организации кои што им помагаат на општините, меѓутоа сепак јас мислам дека изворните идеите и концептите на проектите треба да се развиваат во самата општина. Друго прашање, според мене уште посложено е капацитетот за спроведување на проектите. Вие ќе најмите некој ќе ви го напише проектот, ќе го добиете, кој ќе го спроведува? Тоа е многу потешко отколку да се добие еден проект. Значи на друго ниво. Знам општини кои што добиваат проекти, меѓутоа потоа имаат проблеми во реализацијата. Оти тоа е суштината на еден проект. Така што тоа е многу, да кажам, сложено прашање, а еден потенцијал што стои што не се користи е заедницата. Секоја општина може да најде во локалната заедница луѓе кои што може да ја помогнат, многу од нив и на волонтерска основа, да се здружат и така здружено да настапат. Значи не мора секогаш да кажам, општината не треба да се гледа како онаа единица на локална самоуправа со тие 7, 9 и колку се негде и 200-300 вработени. Заедницата е многу поширока и секој би сакал да придонесе ако има искрен однос, да кажам, во доброто на општината. Герман Филков, овој пат ќе те ископчам од оваа позиција што има, за да те вратам на новинарските денови. Кога сега би ги водел бизнес вестите, како би го оценил стартот на да речам очекуваното економско заздравување на почетокот од годината? Се уште е на границата на старт без трчање? Мислам дека според мене оваа година ќе биде можеби покризна од минатата во смисла на недостиг на пари. Доста пари се вложија минатата година, а Македонија, ако ја гледате споредено со другите земји, дури на Европската унија, во однос на парите што ги внесе во економијата од бруто домашниот производ, котира доста високо. Тоа ни го забележи Светската банка, не како критика, меѓутоа дека треба да се апострофира. Од друга страна, мислам дека помошта дојде многу широко. Јас би ја насочил на неколку клучни гранки кои што се најголема опасност да ја повлечат економијата надолу. Добрите бизниси, како што гледам, закрепна и некако се извлекоа. IT индустријата, фармацевската индустрија, прехрамбрената добро помина, бидејќи седиме и јадиме сите, значи најголем дел од парите ги трошиме за храна во овие моменти, но мислам дека би требало сега да се излезе со конкретни мерки за заживување. Сега за закрепнување. Повеќе лани, ако не ја надминавме, ја закрпивме, да кажам, на еден начин кризата, оваа година мислам дека треба да видиме посериозни мерки, живи мерки, кои што ќе не извлечат од... Мислам дека уште сме вака до половина во некоја кал, да кажам, ако може фигуративно да се изразам, и не сме виделе такви мерки уште. Би сакал да бидат понасочени, понаменски, таргетирани на вистина каде што ќе можат да помогнат. Тоа е сериозен зафат макроекономски, бара многу анализи и истражувања и тука не знам каков е капацитетот на нашите институции. Ти благодарам и за оваа оценка. Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации, Вутински брифинг.